Сабота и недела имавме голем број на интервенции. Најголеми пожари ни беа кај селото Белјаковце, затоа што и сабота и недела интервениравме таму. Граѓаните кои имаат таму викендици и куќи ни беа од голема помош, затоа што учествуваа во гаснење на пожарите, ни помагаа и се јавуваа доколку треба и волонтерски и доброволно да пристапат кон гаснењето на пожарот, да дојдат да земат опрема од територијалната противпожарна единица, така да ни беа од голема помош граѓаните. Што се однесува до нивното однесување, би сакале да упатиме еден апел. Најбитно од се е граѓаните прво да си ги средат своите дворови, односно околу нивните викендици или куќи, да не дозволат травата да биде многу висока. И во случај на пожар, доколку имаат, а во најголем број имаат земјоделска механизација, да ни помогнат со нивната механизација, затоа што со помош на механизацијата тие може да направат одредени пресеци и да не дозволат пожарот да се шири. Нели, како обични граѓани, ние немаме опрема која што е, соодветна опрема која што ја имаат пожарникарите. Што може да послужи нешто како алтернатива за да можеме да се приклучиме и ние во помош на гаснењето на пожарите? Па би сакал да кажам дека најбитно од се е граѓаните да имаат на своите викендици по една или по две напртњачи. Односно, ние ги викаме напртњачи, може да се кажат и грбни прскалки, затоа што тие се од големо значење, бидејќи на непристапен терен, каде што не може да дојде возило на пожарната единица, грбните прскалки ни завршуваат голема работа. И затоа, значи, и доколку немаат граѓаните грбни прскалки, ние, кога одиме на интервенција, имаме секогаш вишок, така да доколку тие сакаат да помогнат на пожарникарите, ние можеме да ги послужиме со нашите. Така, уште би ве прашал, уште едно прашање, бидејќи нели има многу чад и е топло таму, каква ќе биде препораката ваша? Нашата да не дојде до, нели, да не се загуши. Да, нашата препорака е да носат граѓаните каде што има многу чад, да не влегуваат, затоа што може да дојде до загушување, или доколку се во можност да носат соодветни маски или некои топли крпи или мајци со цел на покривање на дишните органи. Дали изминатите 2 дена беше опожарена само стрништа, ниска стебласта шума или имаше некои? Во изминатите 2 дена имаше и освен стрништа и шума и сува трева, имаше и стари објекти, односно стари куќи. Меѓутоа во тие стари куќи можеме да кажеме со преку 20 или 30 години не живее никој, така да немаше некоја поголема опасност.